Почитуван премиер, почитувани градоначалници на архитектар комунаш, почитувани присутни. Јас би сакал да искористам прилика да се надоврзам на тоа што кажа премиерот, да изразам лично задоволство како член на влада, што успеавме еден ваков процес да изведеме на начин што ќе биде во интерес на граѓаните, на развој на капиталните инвестиции, значи кога се работи за интересот на граѓаните и развој, значи средствата се средства на граѓаните и тие немаат боја. Е исклучително голем успех што би искористил прилика да се заблагодарам, почитуван премиера, вие го спомнавте и Комисијата за финансирање буџет, каде што сите пратеници застана зад овие проекти кои се во интерес на граѓаните. И ние како влада, потоа со сите сега колеги министри тука, застанавме за тоа да се спроведе целосно ова како политика за развој на општините, што всушност се конкретни проекти за подобар квалитет на живење на граѓаните. Само ќе искористам прилика, без да одземам многу време, во однос на бројки фактографски, да го одразам тоа што веќе во овие последни години го имаме постигнато заеднички, а тоа е со Законот за фискална децентрализација, која исто така беше поддржана од сите пратеници у собрание. 2021 се изгласа реформи во однос на зголемување на делот од данокот на додадена вредност што оди за општините, и оваа година, значи за наредна, се предлага последните стапки, како што е 6% од ДДВ, односно уделот, така и 6% од личниот данокот на личен доход. Понатаму во однос на овие износот на зголемени блок дотации, значи 24-та во однос на 23-та има повеќе, значи на ниво на централно ниво 3,1 милиарда денари, од кои 787 милиони денари повише во основ на ДДВ и 229 милиони по основ на данокот на личен доход. Исто така беа општинските структурни обврзници за репрограм на стари обврски во однос на 21, каде што 3 општини има пријавено и се склучија договори, но исто така важно е дека има обезбедено со Светска банка 50 милиони евра заем што се реализира преку единица во финансии во однос на подобрување на инфраструктурни проекти за зелена транзиција, енергетска ефикасност, и тоа што е важно како политика на влада и Министерство за локална самоуправа, трансформација на Бирото за равномерен регионален развој во Агенција за развој локален и регионален, што ќе даде многу повише можности покрај средствата од буџет и други меѓународни финансиски институции за вакви проекти во иднина да имат уште поголема финансиска поддршка. Када без да должам повише, уште еднаш благодарности градоначалниците кои беа ефикасни во прилог на проекти кои беа спремни од нивна страна за да може да се реализират, и една техничка информација дека сите овие средства што денес ќе се потпишат договори ќе се реализираат до крајот на годината, во Трезор се подготвени технички се ова да се спроведе пред завршување на оваа фискална година. Ви благодарам, ју фален дерет, урој суксес. Благодарам.